Културно-уметничкото друштво Свети Сава при српската заедница во Македонија 3 дена беше гостин на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во село Долнени Прилепско. Свој настап има на втората вечер од фестивалот, кога пред присутните гости се представија женското дуо во состав Зојка Угриновска и Митра Јовановска. Облечени во македонска носија, дуото изведе 2 песни, а на фестивалот беше прогласено за најавтентично женско дуо. Наназад неколку години, можеби 10 години веќе традиционално учествуваме на овој фестивалот на Пеце Атанасовски. Тоа е фестивал на народни инструменти и песни кој што секоја година традиционално се одржува во селото Долнени Прилепско и со задоволство Културно-уметничкото друштво Свети Сава со своји представници учествува на овој фестивал. Јас можам со задоволство да кажам дека наназад веќе 10 години овде учествуваме, кога овде во западниот дел на Македонија немаше представници да учествуваат на овој фестивал. Еве, ние сега успеавме ова сето тоа да го пренесеме и на другите културно-уметнички друштва овде што работат и действуваат во Тетова, така што годинава 3-4 културно-уметнички друштва беа присутни на овој фестивал, што е едно наше големо задоволство. Наши представници имавме од управниот одбор и 2 женско дуо кој што на еден автентичен начин ја представија нашата носија, претежно која што е веќе присутно овде наназад, можеби преку 100 години, така што оваа носија побуди голем интерес и кај останатите новинари кои што го следеа овој фестивал. И така, нашите представници достојно го презентираа овој мелос и онаа носија која што е присутна овде на овие простори. Посебно сакам да истакнам дека нашето женско дуо беше прогласено за најавтентична носија и за најавтентично женско дуо на фестивалот. Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски е еден од најмасовните од таков вид кај нас, затоа што досега зеле учество околу 9000 изведувачи од земјава и странство. Тој е всушност синоним за изворната музика, богатото македонско фолклорно наследство, што значи дека е создавано од народот и секогаш ќе остане за него.